Годината кога во Мренога се разминаа двете времена. Во таа година времината не се претопуваа, туку се разминуваа. Чудна година беше таа. Едното време си ојде, а другото дојде. Дали стварно се разминаа двете времена и едното замина, оставајќи му во селото на другото, не знам. После таа година некои нешто во Мренова воопшто не се случија. Не можам да се сетам кој брого имаше годината, но знам дека тогаш запослено се носеше брадата од завршената жетва во Мренога, од последното жнење со срп. Со смирено чекорење, со брадата во подкренатите раце пред себе и со затворена уста, Бог помина носејќи ја последната ракатка од последниот запад на српот. Помина покрај Бурило, Петочна вода, па на Оревче и покрај Надановци, за да излези на Срецево, а никој по патот да не успее ни да го прозбори, ниту да го насмее. Мораше да го однесе последните класи молкум до гумното, до стежерот, за да го накитат и така накитен, наместен во еден дупнат плочест камен, да биде и целогодишен часови на семејството. Жнењето со срп беше за секоја завршено во Мренога. Престанаа да сскаа срповите по нивите, но престана и песната на жетварите по полето. Врзувачо на снопето, со коленото, ја затегна, ја стегна и последната јажица, ја вкрсти, ја усука со витело на последниот сноп, настожен со последниот полог. Чукна со витело на врзопот на јазолото од јажицата, се исправи и подвикна. Ете, со топањца измериме нивата, нека е на здравје за оваа година, а за година ќе видиме. Со ракавот го избриша челото, а вителот го пикна в појас. Таа година беше и нашето последно вршење во гумното. Мајка, заедно со баба Петреца, уште пред жртвата го измачкаа гумното со растворени качести лепешки од кравите. Тие беа лепешки што мириса на сите горски треви, на сите планински цвеќина. Татко само што ги заврте кравите со јаремот во вравот, за да направи одврши, за да ја одмотат ортомата, кравите некако се истрнаа настрана и ортомата му ги подбати прстите на стежерот. Му ги стегна, му ги усука, му ги прекрши двата прсти. А тој, штом ги ослободи со другата рака брго, ги повлече назад и некако ги врати во онаа навидум нормална состојба. Велико, донеси ми некакви конци или крпчина, донеси ми побрзо да не ден губиме, подвикна татко заповеднички. Откако му донесе мајка тоа што бараше татко, тој зеде две мали штичина и така исправени прсти да ги заврза. Бати стопанката колку ме здоболе, арно што прстите беа уште топли, па ги исправи. Така рече татко и киниса да продолжи совршењето, но не со дзевгарот наш. Тоаш Милојан Радевски ни го даде коњот, ни го донесе сам, за да не се мачиме со кравите. А Велјан, кој се згоди тука в гумно, се загледа на запад кон Слојшка планина, во едно мало облаче, само едно единствено облаче на чистото небо, и на татка му вели: Ристе, побрзај со вравот, совршењето ќе има невреме. Татко се испули во светеното и ведро како срча небо и си мрдна со главата без ништо да изусти. И вистина, таман го завршивме грувањето, после вршењето и само што го спастривне вравот, ја напикавне сламата в плевна, татко така некако на врапито се стемничи и заедно со секајцот кај Поленка се истури небото. Немаше да заврне, ама грмеше го равцепи небото, рече мајка. Баба Василка брзо ја кладе секирата в капајца со сечилото прво кон облакот за да го расечи. Многу чудна година беше таа. Се сеќавам дека таа истата година за последно имаше кулук за патон Дражио. Истата година Трајанка за последно работеше ангарија на Тоѓанива под Рудина. Чинам дека и Мирче таа година ја расипа сањата која беше колива за спиење и го растои котарот на Ролевско кај сречне Пеовски и Петрески. Тогаш се растои булукот и немаше одење со кобело за намлеко. Таа есен за последно заврши и двата полјаци, Ристе и Цветан, а заврши и протуѓерот Максим. Таа година беше и последната кога дојдоа калеџиите од Крушево. Дојде Ѓуша со тајфата, се смести под Тремон Чамовски, а еден од калеџиите киниса низ селото да барат работа.
и после се враќаше со котлите на рамо, тавите под мишка и ѓомовите во двете раце, кои ги носеше Петлушка. Калеџиите навреме дојдоа да закрпат некој дупнат казан, да ги ладисаат сите бакарни посадки, да ги ладисаат и тепциите и тавите. Се требаше да биде светнато за празникот. Беше пред Мала Богородица. Жетвата беше завршена и забрзано се прибираа и другите плодови од бабчите и нивите. Истата таа година запослено дојдоа и ѓупците, мемеш од прилип со ковачки од мев, овчи мев и потребни алати за изработка на различни сврдли, но и за крпење на соби и шпорети. Дојдоа и се вцелија во мрашкиот дом, а пак ѓупките ки нисаа покуќи нисело да ги расипуваат маѓиите на домаќинките, кои најчесто преку целата година ги правеа комшивките. Ѓупките се враќаа натоварени со разни продукти и кочници полни со јајца. Таа година некако есента се позакасни. Истата година беше кога запослено в село влезе Милан сликарот од Бабино со еден голем апарат, една голема квадратна кутерија на 3 долги ногалки и со здиплено црно платно под мишка. Се истопорено се викајќи: "Ајде народе, кој сака да се слика?" Милан Бабино не беше само горноселски сликар, туку и општински околински сликар кој знаето го изучувал ке враќа да манаки во Битола. Додека Милан чакаше да се јави некој муштерија, од горномало се зададе чадорџијата, кој развикуваше дека поправа чадори. "Ќе му ги сменам сите спици на шаторот и нема да се познаат дека е стар." Така си ја фалаше мајсторијата чадорџијата. Мреножени велеа дикува ѓуптин, ама белите. И нему му беше таа година последно идење. И на тие што продаваа вретена, брда, ништи, чкрипци, за разбоите тие после таа година не дојдаа во Мренове. Истата година Дедо Спасе Руменовски гејдаџијата ја изведи последната песна на сред недела во четврток. Дедо Спасе го имаше турено виното, ја свари комината од сливите и се спремаше да заколи и прасето, за да биде богата и весела зимата. Но поводот за песна денеска беше друг. Николе излезе од казарницата Зеровска со котелот полн со ракија и таман дојде на сецело ке чешмата, кој договорени го пречекаа Спасе Руменовски гејдаџијата и Пецо. Николе само што се позастана, ги виде дека тука си Иван, и Богоја, и Мито, и Борис, кој имаа донесено скоро еден кош зелки за салата. Тука, мислам, имаше уште некој, ама не можам да се сетам кој беше. Кога ги виде Миладиница Зеловска на сецело кај чешмата, му рече Миладина: "Тешко на таа домаќинка каши ќе клапна денеска овие." Но овој пат не беше така. Баба Спасејца дојде на сецело и го донесе тарунот, маслото, киселината и солта. Го донесе и ножот со кој дедо и вујковците го дробеа тутура за цигари. Дедо Спасе тоаш почнуваше да ја дујат гајдата и некако подока ја виде баба како сето тоа го остави пред насобраната дружина. Се подисправи баба и му рече на Дедо Спасета: "Еве, Спасе за салатата." Се заврте баба Марија и си замина. Тој ден свирката беше на срецало пред чешмата кај корицата под Оревон и сред недела во четврток. Бати мреногата, колку е весело," рече Силјан контролот, кој во моментот излезе од кај Петрета Мумировски. Дали вистина Дедо Спасе со таа свирка, со гајдата го испраќаше денот, четвртокот, кој заедно со Зеде и Сонцето на Стојчка планина заминуваше или ја испраќаше целата обавија на тоа време. После веселбата Дедо Спасе истиши гајдата, Николе го нарами празниот котел без ракија и кини се за дома. Веселџиите со продолжена песна, шантајќи се и тие си заминаа од срцелото. Замина со ними, замина едно поинакво време, едно поинакво поимање на животот. Тоаш новото време не тропнуваше на вратите, туку едноставно си влегуваше. Така како запоседна целото село, се домаќини во секоја куќа. Старото сјојде, а новото дојде и со себе донесе алчност, завис и трка по пари и богатство. Се сеќавам дека една зима Дедо Спасе си беше седнал на едно триножно столче со вперен поглед пред себе во земјаниот под, кој ми рече: "Да знаеш, дете, најсиромав е оној кој најповеќе ги сакат парите." Ја поткренам главата и додаде:
Богатството е во срцето, а не во ќесето. Се отворија зинаќе сината да се наполнат со пари, но се испразнија душите. Заспа веселата, заспа и селото. Но Дедо Спасене престана да си свири. Секој втори ден во зимно време си свиреше сам за себе дома. Така во една зима, кога си ја наду гајдата, си ја isвири, си ја испеа песна за тага и ми рече: "Јас знам дека ќе би заспано селово, ама ќе ти кажам други пат." "Добро," му рекол Дедо Спасето.